И додека актуелниот градоначалник на Струга Рамис Мерко, четвртиот мандат го минува како персона нон грата во САД, поради корупција и мешање во судски предмети, судските органи и јавното обвинителство се мобилизираат, испитувајќи ги неколкуте се уште активни предмети за повеќе дела кои се водат против него, дел од нив заглавени во предистрага уште од 2015 година. Отсуството на процесирањето на овие дела е една можеби клучна причина поради која што дојде до ова мерка. Она што е поразително и погубно во сево ова е тоа што пораките доаѓаат од надвор. Иако мерката е индивидуална, сепак незината тежина е политичка, додава Котевски. Затоа што се потенцира и се повторува слабостата на нашата држава да се избори со еден системски и хроничен проблем, кој што се однесува пред се на неспособноста да се соодветно адресира високата корупција помеѓу носителите на високи јавни функции. Адвокатот од Струга Ардијан Демири очекува дека случајот со струшкиот градоначалник нема да заврши само со негово ставање на црната листа на САД. Со оглед на тоа дека гледаме во последниот период веќе се зголемува притисокот за расчистување, решавање, односно чешлање на минатото, што е случено, што е превземено, што не е превземено до денеска во врска со господинот Мерко. Ова, вели Демири, е уште еден аларм дека ситуацијата е стигната до преддевастирање. И дека системот е да не речам колабиран, меѓутоа е пред целосен колапс. Ова е краен момент во државата да почнат работиве, значи да им пристапиме на работите на поинаков начин, на начин кој што ваквите и слични појави и елементи, односно феномени, да ги отстраниме од нашето општество. Она што сега е неопходно, вели Коцевски, да се направи е наместо формирање комисии и посета на локалните судови и обвинителства, ојо за гонење на организиран криминал и корупција да отвори истрага. Основното јавно обвинителство за борба против организиран криминал и корупција, самата информација од Американската амбасада и Стейт департментот да ја третира како допрен глас и врз основа на тоа да започне соодветни предистражни мерки кои што нема да бидат насочени само кон личноста против која што беше изречена ова мерка, односно ставањето на црна листа, туку кон целиот како јавно обвинителство, така и судски, така и воопшто административен апарат кој што дозволи да се доведеме до ситуација да од странство добиваме пораки кои што, ако нашите институции постапуваа соодветно законско и навремено, немаше воопшто да има потреба од тоа. Бидејќи постоечките судски инстанции кои се вклучени во наводно решавање на случајот со Мерко се директни причинители на ваквата состојба, потребно е формирање на ново независно тело, предлага Демири. Може би е дојдено време повторно да се организира некоја специјална институција, некоја институција која што би го гонела комбинирана, значи која што би го гонела ваквиот тип на криминал, бидејќи гледаме дека системот не функционира кога се работи за определени лица, определена политичка провиниенција. Покрај градоначалникот Мерко, кој најави дека ќе се работува со судските органи, забрана за влез во САД има и неговата сопруга и трите деца. За Гласот на Америка од Струга, Мики Трајковски.